Илијада, песна 23. Надпревари во чест на Патрокла. Така низ градот тие си тажеа. Ахајците тогаш, штом до корабите веќе пристигнале и до Хелеспонд, се израстуриле сите по своите кораби секој, а мирмидонците Ахил не ги пуштил да се растураат, туку им прозборил тој на борбените другари своји. Еј, мирмидонци со коњи брзоноги, другари верни, не отпрегајте си уште од колата копитни коњи, туку со коњите вие и колите дојдете вамо за да го отплачеме Патроклазар, кој што редот не носи. Кога отпустине плакови пак ќе снаситиме ние, ќе ги отпрегнеме коњите в час да вечераме онде. Вака велики Ахил за лелека, а по него сите. Триш крастогривите коњи ги терале околу трупот тажби редејќи, а сред нив заредила Тетида прва, песокот ги се искваси сиот, оружјето юначко сето влажно од солзи. Останале зар беззастрашувач вреден. Синот Пелев од сред нив ја заредил тешката тажба, своите крвави раце на другарски гради ставајќи. Патрокле мој, и во домот на Ад те поздравувам тебе. Заре ќе направам се што порано јас сум ти ветил. Вамо да го излечкам Хектор и дам да ти го изедат псите, а пред огнената клада ќе заколјам прекрасни деца троиски 12, јас од Каар, што те убиле тебе. Рече и грозни дела на дивниот Хектор готвејќи, кога го спружил ничкум кај одарот Менојтијадов прав, а оружјето се мирмидонците му го свлекуваа бронзано блескаво сосем, ги спрегнале гордите коњи, сетне седнувале безброј крај коработ на Ахил, на внукот Ајаков брз, а пак овој им готвеше задушта гозба. Многу тој говеда бели со железна кама им колел, многу се вртеле овци и мекави кози крај ножот, многу белозаби свињи завиткани в дебело сало, на чефејстовиот пламени спружени полно се пекле, и покрај мртвиот труп си течеле кобли од крви. А брзоногиот син на Пеле, господарот Ахил, до Агамемнона дивен го водеа ахајските кралеи, наговарајќи го радо на другарот гневното срце. А кога стигнале тие до чадорот од Агамемнон, им заповедиле в част на неговите гласници јасни, триножец голем да кладат на огниште, за да го тие уверат синот Пелеев да испере крвта и калта. Овој ги одбивал цврсто и потоа вака се колнел. Не, жими Зев што е прв и најсилен меѓу богоите, не ми е слободно мене да измијам главата своја, пред да го Патрокла спалјам и могила нему му кренам, па да си острижам коса, зашто срцево мое уштедаш нема да осети оваква жаль до крајот на веков. Туку да таждата Гозба да и се покори без сега. Дури од зори ги терал јуначкиот цар Агамемнон в гората дрва да сечат и задржат, колку е бож до мртовца, дури да појде под вечната влага и бракот. Дури неуморниот огон да го изгори овега веќе, с краја од очите повчас, по работа полкот да појде. Вака им рекол. А тие го почуја радо слушајќи. Вечера сготвиле бргу и потоа вечерал секој. Никому тога не му остана срцето страдно за Гозба. Штом се да ситиле тие со јастие полно и питје, секому во чадорот свој си отишол, за да си легне. Синот Пелеев пак легнал крај шумното море на брегот, воздишувајќи си тешко сред силниот полк мирмидонци, чистинка, кај што браноите удирале горе на брегот. Додека сонот го зграбил, што разбива човечки грижи, препокривајќи го мил, зар се уморил својата снага бујна, гонејќи го Хектор да кај ветровите отили. Душата нему му пошла од кутриот Патрокло на сон, а него се прилегајќи в убавите очи и става, па и во глас и во снага, јалиште исти носејќи. Надглава нему му застадал тој и му продумал дума. Ахиле, си ме заборавил ти, кога мирно си спиеш, не си ме оставил ти, дур бев жив, ако гумрев ме трати. Сготви ми побргу погреб, да ги изминам адските порти. Далеку душите беде да мртвите ме задржуваат и не ме пуштаат никак преку реката кај нив да минам. Туку попусти да скитам пред широкодверниот Аид. Ти да ми подадеш ракате болјам јас, зашто веќе нема назад од Ад да се вратам, штом ти изгорам еднаш во огнот.
Од уште еднаш живи од билите другари с краја, де ќе се стави без совет поседнати. Но ќе бе голте страшната судбина смртта, што мене бе стигнала сега. А што и тебе те чека, мој Ахиле, сличен на Бога, судбата долу под зидот на оние богати троици. Друго пак јас ќе ти речам и нарачам, ако ме слушаш. Ахиле, костите мои не ставајќи с краја од твоите, ами да заедно бидат, зашто растевме дома ви ведно, кога меноите ме довел ко малот градот Опоент, таму во вашиот дом. Зарад претешко човекоборство оној ден кога го убив јас лудиот, без да сум сакал сина му на Амфидамант, од Дјуч, што во играта губев сашици. Онде Пеле ме пречекал витезот дома, та што ме погледал радо и нарекол слуга твој верен, така и костите нам нека опшне ги покрива ковчег. Златен со рачки 2, што честита мајка ти дала. Одговарајќи му пак, брзоногиот Ахил му рекол: зашто ти ваму ми дојде осакана премила главо, да ми за се ова нарачуваш? Тебе јас тоа ќе ти го исполнам сосем и послушам како што викаш. Туку ај поблизу дојди, да собата гушнеме малце и да се едни со друг изнаситиме в плачење пусто. Вака велејќи тој веднаш му ги испружил своите раце, туку не го фатил него, зар душата под земја зашла, подшушнувајќи ко чад. Изненаден подскокнал Ахил, да се со рацете плеснал и продумал претажна дума. О, леле, може би негде во дворецот на Аида има душа и седиште празно, но никаква памет ни разум, зашто из целата ноќ од кутриот Патрокло духот над мене везден ми стоел, и се туку плачел и тажел та би нарачувал сешто, а заприлегал на него сосем. Вака им рекол, а ним им надкренал тажбина сите. Па дури тажеле тие се околу мртвиот јудак, рујна зазорила зора. А силниот цар Агамемнон потерал маски и мажи од разните чадори сегде, в гората дрва да сечат. Но маж еден вреден се кренал тој Мерион на Идоменеј мажествениот слуга. Оние пошле држејќи дрворезни секири в раце, та и уплетени врвци, а маските оделе пред нив. Мнозина отишле напред, наудолу, назад и косо. А кога дошле в долоите на многу изворната Ида, веднаш високите дабој со тенко сечивата бронза брзо го изсечеле нив, а оние паѓале долу силно тупкајќи. А хајците пак по два ги врзуваа после на маските нив, а овие ја разделјуваа земјата в поле брзајќи низ густите грмчи со нозе. Сите дрвари гранти им носеле, како што барал тој Мерион на Идоменеј мажествениот слуга. Та што ги изфрлил долу на сувиот брег, кај што Ахил преголем преградил простор за Патрокла па и за себе. А кога силните дрва ги фрлиле сегде на купој, седнале собрани онде и чекале. Ахил пак тога на мирмидонците в час на борбените заповед дадал: нека си ги опашат мечуи и в колата секој да впрегне коњи. Да станаа тие и оружје се облекуваа. Потоа рипнале в коли и возачи по нив и борци, коњици оделе напред, а пешаци подив како облак безброј. А Патрокла среде другарите го пренесуваа. Целиот мртовец влакна го обсипале, што му ги фрлил подстрижувајќи, а Ахил божестиот назад ја држал главата скрбен, зар в Аид го испраќал скапиот другар. А кога стигнале тие, го ставиле кај што им рекол Ахил, та в час нафрлjalе врз него обилно дрва. А брзоногиот Ахил, божестиот, друго се сетил. Застанал вскраја од огнот и остригол русата коса што си ја пуштил за токот с перхеј да му порасте бујна. Погледал јадосан потем кон модерото море и рекол: попусто татко би тебе Пелеј с перхејот ти ветил, штом ќе се вратам дома во милата татковска земја, да истрижам коса и света да принесам јас хекатомба. 50 мадлести овни да жртвувам онде крај твоите извори, каде што храмот и алтаров миризлив го имаш. Така те стариот молел, а ти не му исполна мојба. Штом пак јас не се враќам сега во милата татковска земја, косата јас на покојниот Патрокло ќе му ја дадам. Вака велејќи, на другарот Мил му ја положи в раце косата, ним пак на сите им надкренал жејба да тажат. Таки им зајдеше ним, кој што тажеле сјајното сонце, а каде му пришлел Ахил
и не речал на Агамемнон: Сине Атреев, Ахајскиот полк сега најмногу тебе зборови умните слуша, а тажење доста им било. Туку од огнот растури ги тие заповеди, нека вечера готват и нека се најмногу трудат за она што за мртовецот треба, војводите кај нас да пазат. А кога тоа го дочул јуначкиот цар Агамемнон, веднаш го распуштил полкот по нихните кораби рамни. Тога гробарите онде пододавале дрва чекајќи, потем направиле клада до 100 стапки од сегде и со јадосано срце го кладоа трупот на врфот. Јунци витороѓи многу, кривороѓи и дебели овни одрале напред готвејќи пред кладата. Потем од сите великосрчниот Ахил со слани на трупот го покрил од глава до нозе цел и од раните тела ги трупал. Потоа туривал мед и маст во големите врчки, на одар се подпирајќи. Па 4 вратлести коњи, се еден по друг во огнот ги фрљаше тешко стенкајќи. 9 господарот пси, што крај масата чекаат храна имал, та од нив си заклал сал 2 и ги фрлил во огнот. Па и 12 синови од срчните тројанци добри, онде со мечот ги заклал, зашто зло им во паметта кроел. В живата огнова сила ги фрљаше за да ги земе. После залелека тој и го спомена милиот другар: Јас и во домот на Ад те поздравувам, Патрокле тебе. Се ќе ти извршам веќе од порано што сум ти ветил. Еве 12 синови од срчните тројанци, добри, како ги заедно изедува огнот, а Хектор Приамов нема да дадам да го изеде огнот, но псите. Вака со закана рекол, а псиштата ни да погледаат, зашто ги терала нив Зевсовата ќерка Афродита, се преку денот и ноќта со розово масло мачкајќи бесмртно, за да влечкајќи по земјата, не го издрпаат. Врз него Фојба Полон му навлекол згора црн облак, од небо на земја долу и целиот простор го покрил, колку што зафаќал трупот. Та пред тоа силното сонце да не од снагата зар и од жилите кожа му здере. Туку и огнот на мртвиот Патрокло не ќел да гори. Тогаш се досетил друго божестиот брзоног Ахил. Застанал с крајот огнот и обата ветра ги молел, оној Бореј, те и Зефир, и веќавал прекрасни жртви. Па не левајќи многу од златниот крондир, ги молел нека што побргу дојдат труповите во оган да горат и да се запалјат дрвата в час. Тогаш и рида бргу, кога ги молбите чу, до ветровите појде да јави. Тие пак собрани дома кај ти тешко повење од Зефир, тога се гостеле в госба, а и рида дошла трчејќи преку камениот прак. Штом ја виделе, тие со очи рипнале на нозе сите и крај себе секој ја канел. Одбила таја да седне и збор им прозборила ними. Не сум за седење јас, зашто сум тргнала до океанот во етиопската земја, што им хекатомби жртвуваат на бесмртниците онде, а јас ќе учествувам веќе. Туку ги помолил Ахил, Бореј и шумниот Зефир, повикувајќи да дојдат и прекрасни ветува жртви, да го подсилите огнот под кладата кај што му лежи Патрокло, кога што сите го ахајци жалјат и тажат. Оваа вака велејќи си отишла. Тие пак станаа двата с ужасен шум и облаците напред ги тераа. Веднаш дошле дувајќи до морето. Бранот се дигнал горе под силниот повеј, та стигнале в грудчаста Троја и тук удриле в клада, па зашумил ужасно огнот. Целата ноќ тие огнот под кладата го засилјуваа бесно дувајќи, а целата ноќ и брзиот Ахил, двојниот крондир држејќи со рацете, од златното ведро налевал вино точејќи и земјата натопувајќи, довиткувајќи го духот на Патрокла, кутриот другар. Како што сина си татко го оплакува Кости горејќи, момче за брак што ги свил родителите скрбни по смртта, така и Ахил го оплакувал другарот Коски палејќи, често ползејќи крај кладата гореште и страшно стенкајќи. А кога деница светла над земјата дошла скитајќи и златноризната зора над морето, по неа пукна. Тогаш и огнот се гаснел и пламенот престанал голем. Па и ветровите пак си се вратиле по дома двата преку Тракиското море што бучело бесно од бранот. Синот Пелеев се свртил на другата страна од огнот. Сиот од умор се свиткал, а сладкиот сон му се кренал. Луѓето околу синот на Атреј се насобрале сите. Кога стапувале тие, се кревала врева и топот.
Ахил се исправил потем и зборим проговорил ними. Сине Атрееви, вие предводници ахајски други, прво да струјното вино го изгаснеме сосема огнот, колку што сила од жарот останала. Потоа треба коските да се на синот Менојтиев Патроклос берат, одделјувајќи ги добро, зар сосема јасно се знаат. Оти сред кладата биле, а другите далеку од нив гореле коњи и мажи, измешани заедно сите. Оние пак да се кладат во златна чаша и в сало обложат, додека и јас самиот не слезам ваит. Моđила не толку силна сум наредил да му се крене, како што прилега само. А хајците подоцна неа широка нека ја сторат и висока, кога и мене ќе ме положите еднаш во многовеслачкиот кораб. Вака им рекол, а тие го почиле брзиот Ахил. Прво со рујното вино ги изгаснале сосема огнот колку што имало пламен, а пепелот длабоко паднал. Потоа тие влечејќи ги береле белите кости на окаениот другар, обложени в сало, в сад златен, па оставајќи ги в чадор, ги покриле стенконо платно. Околу кладата пак му поставиле белеги темели изрежувајќи, а сетне насипале насип од земја. Белегот насипувајќи си отишле назад. А Ахил си го задржувал полкот и надпревар наредил голем. Награди изнесувал тој од корабите. 3 ношци и котли, потоа коњи, и маски и говеда со огромни глави, и краснопојасни жени, и најсетне железо сиво. Тој на коњиците брзи им поставил награди светли, најпрво жена да водат, безпрекорни дела што знае, уште и триножник ушест од 2,20 мерки првему, вторему пак 6-годишна кобила кладе, што не се водела уште, од магареж дребна бидејќи. Котел ненагорен пак му на третиот одредил Ахил, убав, што 4 мерки си собирал бел уште сиот, а на четвртиот 2 му определил мерки од злато. 5 му пак му клалне нагоре на чаша со 2 дна. Потем се исправил тој сред аргејците думајќи. Сине Атрев и други ахајци објелоносци. Овие награди овде коњиците в борба ги чекаат. Ако ахајците сега за друг ќе се надпреваруваа, првата награда јас ќе однесе в чадор земајќи. Зашто ги знаете колку се подобри моите коњи. Оти се безсмртни тие, а нив Посеидон му ги дарил еднаш на татко Пелеј, а тој ми ги отстапил мене. Туку ќе останам сега и јас и копитните коњи, од коњоводец Зарсилен изгубиле одлична слава, милостив, мощне што често по гривата них не им турал течно миризливо масло, штом ги скапел в бистрата вода. Овие него стоејќи го жалеле, те им се кренаа гривите ним пред вратот кај стоеле с умилно срце. Други низ војската пак собирајте се. Има ли некој хаец, уште да в коњи и ките наверува кола? Вака им прозборил Ахил, а брзите коњици дошле. Сред нив најпрв се дигнал јуначкиот господар Евмел, милиот Адметов син, што бил најарен коњик сред сите. По него пак силниот Диомет Тидеев си станал, тројански коњи што впрегнал во јаремот, што му ги одзел еднаш на Инеја, а него го избавил богот Аполон. По него синот Атреев, Зевсовиот Фидан Менелај, станал, под јаремот тој си запрегнал пребрзи коњи. Својот си брзоног подарк и Агамемнонова ајта, што му ја дал на Агамемнон Ехепол Анхисов еднаш дар, за да не оди со него тој во ветерниот или, туку да остане тука и ужива. Зевс пак му предал богатство силно, а живел тој в Сикион, градот простран. Неа ја впрегнал в јарем, што пат издржувала голем. Четврти оружал пак красновлакнести коњи Антилох, светлиот син на пресрчниот господар Нестор Нелеев. Па брзоногите коњи што в пил му се родиле нему, бојна му влечеле кола. А татко му близу му пришол, добро мислејќи му прозборил тој, а овој го разбрал. Ако и млад да си ти Антилоху, но те засакаат Зевс па и сам Посеидон, да те обучиле вештини разни коњички. Туку не ти треба баш да те овие учат. Добро зар знаеш кај крајот да завртиш. Коњите твои в трчење најбавни си и несреќа само ти значат. Нихните коњи се вистина побрзи, само што тие не знаат од тебе сам да се досетат повеќе нешто. Туку ај ти веќе мили во срцето секаков стави ум, да наградите тебе од рацете не ти избегаат.
зашто со уме и дрварот повреден од што со снага. Па и кормиларот сум го управува брзиот кораб, што го префрлjaат него ветровите в модрото море. И уздодржецот сум испреварува друг уздодржец, кој што се подпира само во своите коњи и кола, невешто тој сосем многу завртува десно и лево. Коњите пак по патот кривулчат, тешко се држат, кој што пак вештини знае и послаби коњи терејќи в белегот везден се гледа и свртува близу, зашто знае како да повлече прво и кој од говецките ремни, но го придржува цврсто, напредниот добро пазејќи. Знак ќе ти покажам јас мощне бележит, нема да сгрешиш. Дрво исушено стои над земјата колку еден сажен, или од даб или бор. Никак не гние тоа од дождот, а од двете страни стојат два стамени камени бели, каде што патот се сече, а крај ними патека рамна. Или е тоа гроб од маж некој одамна умрен, или пак крајот пат се одбележувал некогаш оној, сега пак краишта ставил божескиот брзо ногашил. Затоа коњите сам и колата терај ги близу. Потем заведи се ти на опленот убаво сплетен, малку на левата страна. Па десниот коњ да го збоднеш, ведно викајќи му вешто и попушти узди со раце. Тога пак левиот коњ нека завлече в самиот белег, како главнината божемодстројното колце ќе удри в крајот од самиот белег. Но ти се од каменот чувај, да не ги коњите раниш и колата да не ја скршиш. Што би за другите радост, а срамота за тебе била. Туку ти помисли, миличок мој, как да сочуваш себе, зашто ако стигнеш до целта и поминеш вешто возејќи, не ќе те досегне никој со скок, ни ќе може да преиде, дури ни ако го тера Ариона дивен од назад, брзиот адрастов коњ, што од божескиот род бил, па нити коњите на Лаомедонт, што пораснале одлични овде. Вака велејќи му Нестор Нелеев на земјата повтор седнал, а кога му казал на сина си вештини разни. А Мерион веќе 5 ти краснокоси коњи си ружал, та си искачил кола и потоа фрлиле ждрепки. Ашел ги стресол, та жребот на Антилоха Несторов надвор излегол. По него Евмел војводата го извлекол ждребот. По него синот Атреев копјаникот Славен Менелај. По него редот му бил Мериону. Последен од нив синот Тидеев наред бил најарниот коњик од сите. Тие застанале вред, а за почеток знак им дал Ахил с краја на рамното поле. Надгледувач го испратил војник равен на Бог, од неговиот родител придружник верен, што ги патеките знаел и вистина права ќе кажал. Сите на коњите тие камшиците ведно ги крена, а паудирајќи со ремни, извикале заедно силно наеднаш. Оние скоро низ полето врвеле среде, а од корабите с краја. Под градите нихни пак прави туку се кревале горе, ку фортуна или как облак. Гривите ним им се вееле пак под здиот на ветрот. Бојните коли сега удираа в плодната земја, сега во воздухот пак ќе се вишнеа, а во опленот простум стојат возачите нихни, кај некого срцето тупка, победа пожелјувајќи. Над своите коњи си бдел секој, а тие летејќи по полето кревале прави. Но кога брзите коњи последниот круг го минуваа назад кон сивото море, вештината веќе открил секој, па коњите летале в трк, а кобилите пред нив. Потоа веднаш од внукот Феретиев стигале први, по нив пак од Диомедас пристигале машчите коњи, тросови, с краја зар не биде баш туку сосема близу, зашто се чинело седека во опленот ќе му се качат, да му го грееле тилот и ширните плеќи со здиот Евмелу. Јуреле тие со главите подпрени в него, та Диомед ќе пристигнеше прв или обата ведно, да не на синот Тидеев се наљутел Фојб, сега Аполон, што му го избил нему од рацете сјајниот камшик. Нему од љутина пак му навирале на очи солзи, кога ги гледал кобилите тој како побргу трчаат, а пак без камшик трчајќи неговите му заостанаа. Туку Атена го сети Аполона како го смамил в синот Тидеев, та веднаш му на полководецот пришла, та па му го камшикот дала. Во коњите влеала сила, потем по синот од Адмет, богињата тргнала гневна и му го скршила јаремот в час. А кобилите тргнаа две од патеката страни, во иштето на земја падна, оној од опленот долу крај колцето веднаш се свали, та си ги лактата одрал и устата и обете ноздри. Челото пак му се собра на двеѓите.
Обете очи му се наполнале солзи, а јасниот глас му се фатил. Синот Тидеев ги свртел копитните коњи држејќи, пристигнувајќи тој многу пред другите, зашто Атена всадила в коњите сила, а ове му слава му дала. По него русиот син на Атреј Менелај ги водел, а пак Антилох им викнал на коњите таткови тога: "Влезете сега и вие што побргу повлекувајќи. Вистина не ви заповедам јас да се борите со ониот Тидеевиот син, воинствениот, што им Атена брзина дарила сега, не му слава му дала. Туку од синот Атреев стигнете ги коњите скоро, да не останете назад, а да ве осрамоти Ајта, женска бидејќи. А зошто останавте, најмили, назад? Вака пак јас ќе ви речам, да в час ќе се исполни тоа. Кај полководецот Нестор не ќе имате повеќе храна, туку тој в час ќе ве заколе вас со секира остра, ако се вратиме ние со помала награда дома. Туку што поскоро вие побрзите настапувајќи. Тоа пак самиот јас ќе го подготвам и ќе го смислям, не ќе заборавам зар да навлеземе в патека тесна." Вака им рекол, а тие подплашени ведно од својот господар стрчнале малку забрзано. Потоа ведно тестина в патот главнат пресмелиот видел Антилох. В земјата имало дупка, што водата собрана в зиме си го излокала патот и вдлабила целиот простор. Тамо ги терал Менелај да го одбегне лошиот судир. Туку ги свртил Антилох копитните коњи терејќи, надвор од патот ги терал понастрана отклонувајќи. Синот Атреев се уплашил, пак и му викнал на Антилох: "Лудо Антилоху возиш, но држи ги коњите здраво, зашто е претесен патот, на поширок скоро ќе минеш, да не се здробиме двата со колата кога ќе свртиш." Вака му рекол, а Антилох и повеќе уште ги збоднал с камшикот, забрзувајќи и правејќи се како да не чул. Колку краиштата што се од дискот далечени двата што ќе ги изфрли маж во првата младешка возраст, толку трчале тие, но Менелаевите назад рипнале, зашто и самиот тој ги повлекол назад. За да не се судрат и здробат копитните коњи на патот, па исплетениот топлен го превртет и да во правот самите паднат, брзајќи да постигнат победа први. Русиот тога Менелај му прозборил прекорувајќи: "Полуд Антилоху меѓу тебе други нема. Крши си вратот, и ние си сметавме тебе за умен, туку ти вака ни без клетва ти награда нема да земеш." Вака велејќи им викнал на коњите нарачувајќи: "Не застанувајте сега при се што сте в срцето скрбни. Побргу ним ќе им свлада и нозе и колење уморот колку вам, зашто двата ги тратила младоста веќе." Вака им рекол, а тие исплашени тогаш од гласот негов потрчале повчас да стигнале побргу до нив. Тога седејќи арѓејците в круг се во коњите гледаа. Овие летале пак низ полето прави кревајќи. Коњите и до мене и полководецот Критски ги видел прв, зашто од мегданот надвор на висока вигла бил седнат. Далеку мощне бидејќи од гласникот дочул и разбрал, па го забележил коњот што трчаше напред пред сите и што по целиот труп бил црвеникав. В челото само бел имал белек кополна месечина, тркале сциот. Тога тој станал простум и реч сред арѓејците рекол: "Арѓејци, војводи мили и вие предводници први, дали сал јас или вие ги гледате коњите онде? Зашто за едните чиномот имаат поарни коњи, другите возачот пак ги одликува. Овие овде биле разбиени в поле, а оние поарни онде, зашто ги видов јас прв кај што удриле тие во целта. Сега пак не можам јас да ги догледам. Очиве мои сум ги раскокорил сосем во тројското поле гледајќи. Или му уздата летна на водачот, тој близу целта не можел нив да ги издржи, не успел завртувајќи. Ондека чинам паднал и колата тој си ја здробил, коњите прснале пак, кога срцето без им го фатил. Туку и вие стоејќи погледајте. Не можам заре јас да ги препознам добро, а маж ми се некаков чини дека ајтолец родом, што сред арѓејците царва силниот маж Диомет, од Тидеј коњокротецот синот." Туку го искарал грдо пребрзиот Ајан Тојлеев: "Иду Менеју, што дрдориш пред време? Скраја зар уште оние кобили брзи низ пустото трчаат поле. Ниту ти толку си млад сред арѓејците, ниту пак тебе најостро очите твои од главата горе ти гледаат, туку ти везден се прчиш со зборови. Не треба толку да си фаленичар пуст, оти поарни има и други. Истите кобили сега се понапред, како и преѓе.
Со нив управува Евмел, држејќи ги уздите в раце. Критскиот предводник пак му одговори насрден нему. Ајан те карачу прв соговорниче. Се ти си друго меѓу арѓејците назад, безмелосно срце заримаш. Но да се обложиме сега во триножник или во котел, сега Агамемнон Атреев на двајцата нека ни суди чија ќе победи кола, да разбереш кога ќе плаќаш. Вака му рекол. Тав час станал брзиот Ајан Тојлеев расрден за да му врати за тешките негови зборови. Па ќе се родеше веќе и порано борба сред двата, ако не станеше Ашил и не им прозбореше тога. Немојте веќе со зборови зли да се карате вие, Ајанти и Доменеју, зашто не е ни патно ни лепо, ами и друга ако тоа го направил, укор да најдел. Туку над преворот колски гледајте го вие седејќи. Оние пак за победата и самите скоро се трудат, или ќе излезат ваму, ќе знаете тогаш за сите, кои се втори, а кои се последни арѓејски коњи. Вака им рекол, а сосем се приближил синот Тидеев везнат терајќи ги право со камшикот. Коњите нему му се подизале горе, возејќи си право по патот. А уз одржецот везден го биле расти од праот, колите пак изнакитени прекрасно скала и злато зад брзоногите коњи пристигале. Слабик пак траги назад во ситниот прав зад самите коли се гледа и зад обрачите нихни. Со брзина летале тие. А сред надпреварот запрел и потим навирала силна долу од самите коњи, од нивните глави и гради. Од блескавиот оплен тој самиот на земја рипнал, камшикот ниско го спуштил до јаремот. Погодил точно силниот стенел, но бргу наградата своја ја добил, а на другарите срчни им дал за жена да му водат и да му приножник носат со две рачки. Отпрегнал коње. По него синот Пелеев ги потерал своите антилох, ситрост, а не со брзост. Менелаја пристигнувајќи, туку и така Менелај ги приближил брзите коњи. Колку е далеку коњот од колцето што си го влече, стопан од сколата ведно низ полето провлекувајќи. Влакната пак од нихните опашки во обрачот маваа. Овој сосема близу притрчува, меѓу нив малку останал простор, а оној низ пустото поле си трчал. Тогаш Менелај бил близу антилоха одличен тога, а во почетокот беше им останал крајот од дискот. Туку го достигнал бргу, зашто помогна силното срце на красноскосата Ајта, кобилата на Агамемнон. Ако уште порано иста за двајцата патека била, сепак ја преминал неа и еднаква недал да биде. А Мерион, помошникот одлични Доменеев, останал зад Менелај за должина една од копје, зашто неговите коњи краснокоси најбавни биле, а во надпреворот тој со двоколка најслаб бил возач. Синот од Адмет пак стигнал од другите последен, тогаш убава кола возејќи и коњите напред терајќи. Брзиот божествен Ашил го жалеше него гледајќи, па сред арѓејците станал и прозборил крилатни зборови. Последен највреден маш копитните коњи ги тера. Туку да награда нему му дадеме како што треба, втора, а првата нека ја добие синот Тидеев. Вака им рекол, та сите удобриле како што рекол. Па ќе му предадел конј и ахајците примеле сите да не го одвртал синот на срчниот Нестор Антилох, судот од синот Пелеев, од Ашила, подстанувајќи. Ашиле, ќе ти се налютев јас, ако си го извршил зборов. Рече, и ако си бил готов наградата да му ја земеш. Зар му се здробиле нему и колата и брзите коњи, макар што добар е тој, на набозите требало вечни да им се моли, да немало последен в целта да стигне. Ако го жалиш пак ти во срцето, мил ти овој, многу ти злато имаш во чадорот, многу и бронза. Добиток имаш и многу робинки и копитни коњи. Од нив подели му ти и поголема награда нему. Или и сега на часова хајците за да те слават. Јас пак не ја давам неа, а за неа нека се бори оној од мажите сега, што ќе обиде со мене раце. Вака му рекол. Ашил се насмехнал си брзиот срчен, радосен зарад Антилох, што мил нему другар му беше. Те му одговорил нему и крилатни зборови рекол. Ако ми повелјаш веќе Антилоху друго од домот јас да му дадам на Евмел, ќе го исполнам радо и тоа. Оклопот ќе му го дадам од астеропај што го пленив, бронзан, што околу него се истурил оистопен калај, целиот блескав и бел, што за онега многу ќе вреди.
рече и на Автомедонт. На милиот другар му викнал да му го чадорот даде. Тој отишол и му го донел. Евмил в раце го ставил, а тој си го примил со радост. Средниот ми пак и Менелај во срцето јадосен станал, разгневен бескрајно баш на Антилоха. Гласникот врака жезол си зел и им наредил тој нека арѓејците молкнат. Потем проговорил мажот, на бозите равен бидејќи. Умен од порано ти, мој Антилоху, што ли си сторил? Мојата вредност ти ми ја устрами и коњите доби, твоите напред фрлјајќи што полоши многу ти биле. Туку ај, арѓејски вожди и челници, војводи први, среде на обете страни пресудете сосем по совест. Никој да не рече зарода хајдзите панзироносци. Сега Менелај со лагјан Антилоха го отфрлил надвор, конјот водејќи го свој, а ки полоши многу му биле коњите, повреден тој пак во вештина своја сила. Ако би судел пак самиот јас, од данајците никој не би ме покудил, мислам, друг ни еден. Право ќе судам. Ајде, Антилоху, чедо на Зевс, как е право? Ти вамо сега застани си овде пред коњите твои кола, земи го красниот камшик ко порано што ти си ги терал. Коњите допри сам и заколни се в тој земјотресец дека да измама ти не ќе ја сопнеш мојата кола. Нему му одвратил назад разумниот јунак Антилох. Сега воздржи се ти, оти од тебе многу сум помлад, царе Менелају јас, а ти повреден, мощни и постар. Знаеш ти предности какви кај младиот човек се кријат, зашто неговиот дух му е посилен, мислијата бистра. Затоа срце до тебе да ти издржи, ќе ти го дадам конјот што јас сум го избрал. Ак ти пак и друго од домот уште поголемо повтиш, би пристанал да ти го дадам в час, или за тебе, чедо на Зевс, ќе изгубев памет, целиот век и кај бозите омрзан јас ќе се сторев. Рекол, а синот на Нестор пресрчниот коња водејќи враца го дал на Менелај. А срцето негово тога му се исцедило в час, кој што околу класието роса кога е полето зрело, а нивието полни со плодови. Така Менелај и тебе те си исцели срцето в гради. Та му прозборил нему и крилатни зборови рекол. Сега, Антилоху, јас ќе ти попуштам самиот тебе без да се љутам, штом не си бил напернат ти како напред, ниту пак горд, што ја победи паметта сега со скромност. Второ, припази се пак, да со повредни шега си тераш, зашто да хајците друг маж не ќе ме наговорил мене, туку ти многу си патил и измачен мошне си веќе, како и татко ти добар и братот ти поради мене. Та ќе те послушам јас, што ме помоли конјот го даде, ако и мој да бил тој, за и овие овде да знаат дека безмилостен никогаш јас не сум бил, ни надмен. Рекол и конјот го дал на Ноемона да си го води на Антилоховиот другар, го зел потем сјајниот котел. А Мерион пак си дигнал 2 талента злато, штом стигнал тој како четврти в целта. А петтата награда била чаша со двојно дно, што ја оставил Нестору Ашил, во на арѓијска борба и прозборил близу стоејќи. Еве ти, старче мој, сега за твојата азна и ова тебе за спомен на погребот Патроклов. Заради уште еднаш не ќе го догледаш ти сред арѓејците, па ти ја давам оваа награда даром, зашто ни ќе се биеш, ни бориш, нито ќе влезеш со джилит во надпревар, нито во трка. Оти претешката старост те стиснала веќе брзајќи. Вака велејќи му враце ја дал, а тој весел ја примил, па му проговорил нему и крилатни изустил зборови. Вистина, чедо, се ова поправина ти си го рекол. Не ми се повеќе цврсти мои премили носени раце, не ми се креваат лесно од обете рамења мене. Камо до така бев млад и да снагата цврста ми беше како бог, а Маринкеа епејците го погребуваа в градот Бупраси, синоите пак награда клале за царот. Тога не ми беше никој од мажите епејски равен, ни од пилијците сами, а ни од ејтолците срчни. Враце го победив јас Клитомедеса, синот на Еноп, в борење пак Анка и Плевронецот, кога ми станал в нозе пак и Фикла, јас сум го натрчал, брзиот тркач. В копи ги натфрлив пак Полидора, па и Филеја. Само во колата 2 на Акториона синови ме мина, оние двајца бидејќи за победа се печалејќи.
те им останала ним најголемата награда онде. Оние близнаци биле, та едната узда само Везден ја држал, а другиот пак со камшикот мафтал. Така си било. А сега помладите нека се борат в такви надпревари вешти, но јас да ја слушам ќе треба тешката старост. А тога бев јас сред юнаците најпрв. Туку ај оди ти и другарот твој да го честиш со борби. Тоа јас радо го примам, се весели моето срце, за да ме помниш ти Везден, а јас ќе те почестам тебе како што прилега баш, сред ахајците не пропуштајќи. Бозите нека ти дадат што срцето твое ти сака. Вака му рекол. А Ахил низ силната ахајска војска тргнал, штом сета ја пофалба чул на внукот Нелеев. Тој пак надпревари готвел за тепање тешко со раце. Маска што работи тешко сред мегданото довел и врзал, дива, 6-годишна веќе, што сосема мачно се кроти, а на победникот незин му го одредил двојниот крондир. Застанал простум тој и на арѓејците дума им думал. Сине Атрев и другие ахајци објелоносци, двајца ни требаат мажи што најмногу вредат за ова, да со тупаници добро се тепаат. Кому Аполон ќе му издржливост даде ахајците сите да знаат, тој дека маската вредна во чадорот свој ќе ја води, а победениот маж ќе го добие двојниот крондир. Вака им рекол, та веднаш се исправил голем и вреден маж в тупаници вешт Епеј, тој син Панопеев. Маската вредна ја допрел со раката проговарајќи. Нека се приближи тој што ќе го однесе двојниот крондир, зашто да хајците друг не ќе ја води маската, мислам, победувајќи во раце, зар прв сум тупаничар овде. А зарем не ми е доста што в битката не сум бил вреден, зашто и не можев сите да работи вешт биде човек. Вака јас зар ќе ти речам, та се ќе се изврши еднаш. Кожата ќе му ја здераме, костите ќе му ги скршам. Сите старатели негови пак тука нека се зберат, за да го изнесат него под моите победен раце. Вака им рекол, та станал пребрзиот Ајант Ојлеев. Едничок тогаш евријал, на бозите равен му станал, синот на цар Мекистеј, на господаров Тукот Талаев, еднаш што дошол во Теба за Ојдиповиот погреб. Ојдип кога умрел, та тука ги победил сите кадмејци, синот Тидеев пред него, копјаникот Славен го крепел. Сега со зборови бодрејќи и победа пожелјувајќи. Прво му дофрлил појас, а потоа ремни му предал резани красни од кожа на говедо растено в поле. Со нив опашани двата се излегле на среде мегдан, потем со силните раце се фатиле двајцата здраво, стрчнале двата и ведно пред тешките раце ги сплеле. Нихните вилици страшно им тракале, течела потта многу низ целата снага. Епеј веднаш дивниот станал, го удрил евријала во образ зашеметен. Не можел овој долго да стои, но в час му се срушила сјајната снага. Кој што се прпелка риба под првиот повеј Бореев на тревјосаниот брег, што го покриле бранови црни. Така се прпелкал ранет и тој. Туку срчен Епеј го исправил простум, кревајќи, а милите другари станаа и го изведаа него со бесени нозе од бојот. Плюскал си росана крв со обисната глава в страна. Та го си го донесле него несвестен, сред нив го клале, самите отишле пак да го донесат двојниот крондир. Синот Пелеев пак веднаш им извадил награда трета, да на данајците даде за тепање тешко со раце. За победителјот тој голем триножник нагорен спремил, што за 12 волои ахајците цена му дале. На победениот пак му поставил средина жена, многу што знаела дела и вредела 4 вола. Потем се исправил простом и зборим на арѓејците рекол. Кои за наградава двајца ќе се обидат, нека да станат. Рекол, Ајан се дигнал, големиот син Теламонов. И Одисеј потем станал, што и трости секакви знаел. Опашувајќи се двата, на мегданот излегле средета се зафатиле здраво со силните раце и двата, како покривните греди што славниот зидар ги стега, висока куќа градејќи да избогне ветрова сила. Туку им крцкаат плеќите ним од прејаките раце како се тргале цврсто. Низ плеќите потте им тече, а по рамењата ним и по ребрата мозолици чести, модри од крв им искочиле ним. А оние Везден победа пожелјувајќи за стројниот триножник пекаа. Ни Одисеј можел Ајант да ги измами и на пот го свали, а нито Ајант него, зашто бил Одисеј сосем силен,
Кога им здодело пак на ахајците објелоносци, Теламоновиот ајант, големиот, тога му рекол: Претер Лаертов сине, ој Зевсово чедо Одисеju, крени ме или да те кренам, а се друго е дело на Зевса. Вака велејќи го кренал, а него Одисеј ти го разбрал. Одзади гудрил и ранил под колено, сила му скршил. Потоа назад гудрил, та в час Одисеј долу паднал на гради, војските пак се почудиле кога ги вишле. Второ многостранниот пак Одисеј го божестиот кревал, туку од земјата малце го помрднал без да го дигне, колено само му свиткал, та обата на земја паднаа, еден до другиот близу, и вправ се извајкале сосем. Па ќе се бореле тие по трети пат навалјувајќи, да не им станеше ним и не спречеше самиот Ахил. Ај, не борете се веќе, сте капнале сосем од умор, заре победивте двата, а награди исти имајќи. Одете за да се борат и другите ахајци овде. Вака им рекол, а тие го почуле не го слушајќи, па си го избришале правот и облекле кошули своји. Синот Пелеев им ставил на брзина награди други. Мешалник сребрен за вино и знаќитен мерки што берал 6, поубавена пак што победувал в целата земја, што го изработиле добро уметници вешти сидонци, а фујникијските него по синото добиле море. Па во пристаништата клале и Тоанту подарок дале. Евнеј и Јасонов него на Патрокла смел му го предал за да го откупи синот на Пријамоно и Ликаон. Ахил и негово чест на другарот својим го ставил онему в силните нозе што ќе излезе најбрзо од сите. Големо говедо ставил за вториот, сетово сало, а за последниот кладе половина талент од злато. Потем се исправил тој сред аргејците, рече да им рече: Кој за наградава сега ќе се обиде нека да стане. Вака им рекол, та станал пребрзиот ајант Ојлеев, станал и Итриот баш Одисеј, па и синот на Нестор станал Антилох, што тој ги надминувал в брзина сите. Станал еден по друг, па ги означил целите Ахил. Патот им се испружил ним од почетокот. Потоа бргу излегол синот од Ојлеев, а и Одисеј потем дивен близу му дошол, кога на убавопојасна жена соваljка в градие стои, што с рацете добро ја влече. Јатокот провлекувајќи во основата близу ја држи в градите. И Одисеј така наблизу трчал, а назад удирал в трагите с нозе, пред нив да ги покрие праот. Дивниот пак Одисеј му го истурал в главата с диот севезден бргу трчајќи. А хајците сите му кликаа заре по победа пекал, подрејќи го мошне да брза. А Одисеј кога веќе последниот круг го минуваа в час и се помолил во умот на сјајнооката Атена. Почуј ме, Божице добра, помогни ги мојве нозе. Вака молејќи ја рекол. Го почула Атена Паллада, та му ги сторила лесни неговите нозе и раце. А кога требало веќе да добијат награда брза, Ајан се слизнал трчајќи. Го спречила него Атена. Стапнал во лепешка зарад убиени говеда онде, што брзоногиот Ахил за Патрокла беше ги заклал. Та му се наполнила нему со лепешки уста и ноздри, па Одисеј божествениот страдалник мешалник стекол, како што порано стигнал, а говедо светлиот Ајант. Застанал, рог држејќи од говедо горско со раце, лепешки испљукувајќи и пак сред аргејците рекол: Оф, што ме повреди в нозе богињата што Одисеја уште од напред, ко мајка го помага се и го пази. Вака им рекол, та сите се смееле со него сладко. Тогаш Антилох ја носил последната награда веќе, насмехнувајќи се тој и на аргејците думајќи: Знаете сите омили што ќе кажам уште и сега. Бозите безсмртни везден по старите луѓе ги честат, зашто од мене Ајан по години постар за малку. Ово е пак од постариот човек и постарите луѓе. Равен со старец него го викаат, но им е тешко с него на хајците зар, освен Ахила да се натрчваат. Вака им рекол, та станал пресилниот господар Тевкро. Но му одговорил Ахил со зборови нему и рекол: Не е Антилоху в празно изречена твојата фајба, но ќе ти придадам јас половина талент во злато. Вака велејќи му дал, а тој радостен в раце го примил. Синот Пелеев на земјата положил предолго копје, донесувајќи го в Мегдан, и штит и шлем четворен уште. Сарпедоновата спрема, што Патрокло сам му ја пленил. Потем се исправил простум и реч сред аргејците рекол:
Двајца ми требаат мажи што најмногу вредат за ова. Оружје бојно да воврат и преостра бронза да земат, па да се обидат еден со друг пред множеството овде. Кој прв ќе досегне и пресече красната кожа и ќе го допре дробот и крв појде црна низ мечот, мечов со сребрени клинци јас онему ќе му го дадам, опкован, тракиски, убав, што на стеропаја му го отмев, а пак оружјето овде имајте го обата општо, па да им ставиме ним во чадорите, богата Госпа. Рече, а Ајан се дигнал, големиот син Теламонов, по него и Диомет Тидеев, силниот станал. Потем се оружали тие од обете страни од полкот. В средина обата дошли насрчени сосем за борба, грозно гледајќи се тие, а хајците сите се чудат. Но кога еден до друг се приближиле, оние веќе 3 пати рипнале тие и 3 пати близу си дошле. Потоа Ајан по штитот на секаде равен го удрил, не му ја кожата доприл, зашто клопот внатре го штител. Потоа синот Тидеев во шијата гледал над штитот голем да него го згоди со сјајното шилесто копје. И дури тога за Ајан се исплашија хајците веќе, те им прекинале борба и награди исти им дале. Јунакот пак меч голем му дал на синот Тидеев ведно со ножница нему и убаво изрезан ремен. Потоа синот Пелеев им поставил железна грудка, што Етион ја фрљал пресилниот порано неа. Туку го отепал него божестиот брзоногашил и на корабите неа со другата стока ја донел. Потем се исправил простум и реч сред арѓејците рекол: кој за наградава пак ќе се обиде, нека да стане. Ако и премногу скрајато и полиња плодни да има, сепак тој железо доста за 5 години има. Зашто ни овчар, ниорач по железо нема да треба в град да му иде, но нему од грудката се ќе му иде. Фака му рекол, та станал истрајниот борец Полипојт, станал и тој Леонтеј, божествениот бестрашен јунак, станал Епеј оној дивен и тој Теламонов Ајант. Сите си станале редом, а грудката дивен Епеј ја зел и ја фрлил вртејќи, а хајците сите се насмејаа. Втор Леонтеј од Ареса Фидан од неа ја фрлил. Трети пак Ајант ја фрлил с големиот син Теламонов с јаката претешка рака, ги надфрлил знаците сите. Топката кога ја зел издржливиот маж Полипојте, колку што говедар можела стегарка своја да фрли да се завртува таја, низ стадото крави летејќи. Толку ги надфрлил сите, а оние виком извикаа. Од Полипојта пак силен другарите станале тогаш и во корабите вити наградата царска ја зеле. Тога на стрелците оној им поставил железо модро, наредил секири 10 и секири двојни 10. Потоа поставил греда од брод со задница црна, далеку в песокот морски, а грлица црна и врзал за нога стеночок канап, та наредил нека да тие стрејат в неа. Такој ќе ја погоди модрата птица, нека секирите двојни ги однесе дома си сите. А кој пак ќе погоди в канап, а не ќе птицата згоди, нека ги земе обичните секири, зашто е послаб. Вака им рекол, та станал пресилниот господар Тевкро, по него и Мерион, помошникот Идоменеев. Потем си зеле жребоите во шлем од бронза и стресле. Тевкро прв си извлекол ждрепката, потем ја фрлил стрелата силно, но тој не го заплашил царот со тоа, дека од првите брави ќе принесе сам хекатомба. Птица не погодил тој, зашто му попречил в тоа Аполон. Туку крај ногата в канап со што било врзана удрил. Јутата стрела пак на 2 го пресекла канапот среде. Птицата летнала потем кон небото, канапот паднал, на земјата сиот се собрал, а хајците кликнале силно. А Мерион брзајќи ја извлече стрелата с рака. Одамна својата стрела ја држеше за да ја фрли. В час им се заканил тој на Аполона далекометец славно од првите брави да принесе тој хекатомба. А под облаците горе, грлицата модре ја видел како се виела таја. Под крилото среде ја згодил, стрелата в другата страна ја минала. На земја падна, долу пред ногата од Мирион. А кутрата птица сакала горе да седне на синоклюнестиот кораб, туку го обесила вратот и честите крилја паднаа. Брзата душа и летна од снагата. Од него с краја паднала, војските пак се почудиле мощне гледајќи. А Мерион си ги кренал секирите двојни 10, Тевкар обичните пак на корабите вити ги однел. Потоа синот Пелеев носејќи им предлого копје, па и ненагорен котел што накитен говедо вреди,
го изложил на Мегдан Нив, а седнатите мажи се дигнаа. Станал и синот Атреев, всемощниот цар Агамемнон, и Мерионот и Доманеј прислужникот верен. Брзиот божествен Ашил им прозборил тога на сите. Знаеме, сине Атреев, за колку си ти пред нас сите, колку по својата сила и своето оружје бојно, туку наградава ти на корабите вите одејќи носија, на Мерион пак на юнакот копје му стои, ако би удобрил ти в својот дух, зашто јас ти се молям. Рече, та него го почуи нашиот цар Агамемнон. На Мерион му го предал бронзовото копје, а Ашил красна му награда дал на гласникот негов Талтибиј.